sales за мене беше дека ја не сум добар продавач. И најчесто го доживуваме со тоа со кога влагаш во продавница и ти приоѓа некој, ти треба помош, не фала разгледаме, ти точно знаеш кои кондори ќе купиш или каде си фокусиран. Ги доживуваме, имаме мит дека се напорни и пуши. И јас така ги доживав исто така. Во однос на вештините на селс, мислам дека сите може да се научат, сите се лесно преносливи. Маркетинг е веројатно по фенси збор и си мислиме дека е поубав, инаку за мене, ова знам дека луѓето од маркетинг не го сакаат, ама кога станува збор за B2B, мислам дека маркетинг и селс, некогаш е селсот кој води процесот, некогаш маркетингот, меѓутоа се заедно и се нераздвојни. Така што дистрибутивните канали, ја би ги рекол, на дали се на примање на информации, давање информации, конверзија, продажба, што и да зборуваме, се врзани и треба да имаат заедничка, да се споени, така да кажам. Значи не може да ви биде sales департмент во една зграда, а маркетинг во друга зграда и да не сакаат да се видат. Никако. Не, тоа може и тоа најчесто се случува и sales и маркетинг најчесто ги имаат тие, зависи од големината на организацијата. Затоа што кога има особено кога се маркетинг одговорни за лица, sales треба да ги затворат, тука е природно да има. Тоа се природни некои природно да има друга зграда да не избие војна. Па природни конфликти се и тие се супер конфликти. Не знам, мислам тоа е како финанси и маркетинг што има природно конфликт. Овие викаат вие трошите пари, они викаат ние носиме интерес исто како што операции и продажби имаат. Вие продававте нешто, ние не сме го произвеле. Тие се природни конфликти што мислам дека се неопходни за триење на организациите за да идат напред.